втор пат имаме новогодишен базар заедно со Слофуд Прилеп и општина Прилеп. Она кое што сите го очекува и го бара, се надевам дека ќе излеземе во пресвет на потребите на нашите граѓани. Сметајте дека овде има изложени производи кои што самите производители ги нудат на консументите, односно директно продаваат оние кои што ги создаваат овие производи, така да немаме втора рака, трета рака на препродавање, туку директно купувате од оној кој што ги создал производите и како што спомнавме има разни производи за разни потреби. Интересно е тоа што луѓето уште пред да започне овој базар беа постојано во контакт со нас како Слофуд организација и прашуваа кои ќе бидат изложувачите. Се надевам дека и наредната година ќе биде уште помасовно, затоа што па и денов е убав, да речам, и наредниот овој викенд ќе си биде барем според она што го гледаме ќе не послужи времето и ние како Слофуд Прилеп, а и исто така поддржани од општина Прилеп ќе излеземе во прстет на сите оние наши сограѓани кои што сакаат да го посетат овој новогодишен базар. До кога ќе трае и дали имате намера да премине во традиционален наредните години? Со оглед на тоа што ова е втора година, значи гледаме дека се поголем е интересот, останува да им кажеме на нашите сограѓани дека остануваме на тоа да биде се позачестен и не само пред новогодишен базар, туку и во другите делови на годината да изорганизираме еден ваков базар. Овој базар трае денес сабота, утре недела и во понеделник завршува, така да сите оние кои што сакаат да го посетат ги покануваме да го посетат ден поскоро, затоа што производите се трошат и како што гледате скоро веќе и производителите ги продаваат своите производи. Мислиме дека ова е многу добар начин за да се промовираат на локалните производители, а и многу добар потек за да се случува нешто во градот и граѓаните да имаат некаква предновогодишна забава. Велите повтор пат, поучени од минатата година, какви се реакциите на граѓаните, имаше ли потреба да се продолжи тоа? Да, јас мислам дека има, дури и во поголем број секоја наредна година, да. Очекувано беше, сите чекаја за да можат да си купат од производите, така да, има потреба од вакви базари. Колку изложувачи има еве годинава и што се нуди на овие? Годинава имаме многу поголем број на изложувачи, околу 30. Така да, има од домашни преработки, сувомеснато, мед, сирење, декорации, украси, имаме се за секој баш. Кој е бенефитот на малите производители од овие базари? И дали има некаква разлика во цените, дали овие се некои базарски цени или? Видете, вака, бенефитот е тој што малите локалните производители можат да се промовираат тука, дома. Најчесто производителите ни се од Прилеп, од околните градови, Кавадарци, Неготино, така да, локално сите се дојдени. Разлика во цените може да има, некоја минимална, ама и очекувано е заради тоа што овие производи се посебни, направени се со повеќе љубов, повеќе труд е вложено во нив.